Благодарам, почитувана подпредседателке. Почитуван господин заменик министер, навистина се прашувам до кога вака несериозно ќе ни предлагате вакви сериозни закони. На ваков еден предлог закон за изменување и дополнување на законот за игрите на среќа и за забавните игри требаше да има во најмала рака многу сериозна проценка на влијанието на законската регулатива. Иако е тоа ваша законска обврска, сепак за овој предлог закон ја немате целосно реализирано. Ниту има сериозно објаснување зошто се прават измените, напротив, велите поради досегашната примена се констатираше дека има потреба од предлог измени на законот. Кои се причините и зошто, немате наведено. Како може да нема реперкусии по буџетот на Република Македонија, и тоа навистина не ми е јасно, меѓутоа сте ставиле дека нема. Зошто, по кои пресметки, на кој начин, немате наведено. Иако правењето на проценка на влијание на законска регулатива е законска обврска при предлагање на секој закон. Дополнително, немате наведено дека ги имате консултирано оние кои што ќе бидат засегнати од овој закон. Дали се тоа здруженија на организатори на игри на среќа, дали се здруженија на корисници на нивните услуги, немате направено консултација при предлагањето на овој предлог закон со оние кои што ќе бидат најзасегнати од истиот. И нормално е потоа дека и нема да функционира неговата примена и повторно ќе треба да го менуваме, како што со овој предлог закон се прави веќе 3 пати во текот на една година. Донесен е во февруари 2011 година, сега сме јуни 2012, а веќе 3 пати се менува овој закон. И тоа не е сериозно во согласност со потребите на оние кои што даваат услуги, односно организираат игри на среќа и потребите на оние што се корисници на тие услуги, туку во согласно со потребите на одредени поединци од владачкото мнозинство. Она што дополнително е несериозно во предложениот закон е фактот дека Министерството за финансии, кое што потврли во спроведување на своите обврски, сега добива уште поголеми ингеренции. Односно, до сега, издавањето на лиценци и контролата на се што е поврзано со игрите на среќа беше во ингеренциите на Министерството за финансии и министерот. И на тоа министерство му се случи детонатор, или со други зборови не знаело 3 години кој се организира игри на среќа и на тој начин е оштетило државата за 36 милиони евра, не според проценките на СДСМ, туку според изјавата на и тврдењата на министерката Јанкуловска. И сега на тоа министерство што успеало да не види еден куп пропусти во работењето, сега му давате дополнително зголемени ингеренции во организирањето на игрите на среќа. И со земањето на поголемиот број на надлежности, да не се лажеме, ќе продолжи да функционира принципот на рекет на ВМРО ДПМН. Ако сакаш да ти ја продолжам лиценцата, ќе треба да направиш договор. Бидејќи предвидувате со измените во овој закон, доколку му заврши мандатот на носител на лиценцата, тој не сме да работи се додека не го добие продолжувањето на лиценцата од Министерството за финансии. И тоа може да трае со месеци, може би повеќе од година дена, доколку некој нормално тоа барање за продолжување на лиценцата го чува во фиока како што знае да се направи. Тој човек година дена ќе треба да затвори објектот или институцијата каде што го организира, каде што ги приредува игрите на среќа. Она што навистина го немате во предвид при ваквото е дека реално во тие објекти има вработени луѓе. Дека има огромен број на луѓе во Република Македонија кои што ги користат таквите услуги. Не затоа што е тоа луксус како што е во останатите држави на кои што се повикувате, не. Туку поради фактот дека жителите на Република Македонија не можат да скрпат крај со крај, се повеќе и повеќе се обидуваат да дојдат до некаква заработка, кладејќи се на спортски надпревари, на надпревари со кучиња, на еден куп други типови на надпревар, само со надеж дека ќе добијат некаква придобивка за да можат полесно да го поминат месецот.
Она што навистина дополнително ми е чудно како предлагате да се зголеми депозитот на 300.000 евра од 100.000 евра и како пратениците на владачкото мнозинство ќе го гласаат ваквиот предлог, кога пред само неколку месеци не убедува дека треба тие да се намалат. Или со други зборови, за само 6 месеци ми се чини дека е, на барање на владата ќе го променат својот став и сега не убедуваат дека вакво законско решение е добро. Исто така, ако го читаме предходниот закон, имаше законска обврска компаниите кои приредуваат и организираат игри на среќа да воспостават компјутерски систем кој ќе треба да се поврзе со управата на зајавни приходи. И има фирми кои што вложија во такви компјутерски системи, меѓутоа еве до ден денеска сепак тоа поврзување со управата за јавни приходи не е профункционирано. Не поради грешка на тие кои што инсталирале таков надзорен систем. Меѓутоа сепак во предложеното законско решение има огромни казни доколку некој од нив не исполнува некоја обврска, а фактот што управата за јавни приходи не ги поврзала до сега во таков систем не повлекува казна за управата за јавни приходи за неспроведување на нивните обврски. И тоа начинот на работа, користењето, просторните, техничко-технолошките и други карактеристики на надзорниот информацијски систем го пропишува управата за јавни приходи, ги пропишува министерот за финансии. Како и што све тоа ќе опфаќа, може да само да заклучиме од начинот на кој што ги пишувате тендерите, со точно наведено до црвената боја на копчето на апаратот кој што треба да се набави, затоа што знаете кој треба да го добие тендерот. На таков начин ќе ги пропишете и компјутерските системи кои што треба да ги имаат овие давачи на услугите за игри на среќа. Она што дополнително е спорно е дека во членот 36 се додава нов став кој вели дека обврската за јавно објавување од ставот 1 на овој член се смета за исполнета и доколку приредувачот на игрите на среќа извештаат за резултатите од извлекувањето и износот на добивките ги објави на својата интернет страница во рок од 7 дена. Како, објаснете ми, повозрасните луѓе кои што не користат интернет ќе можат да видат дали играта на среќа која што играат бинго или било која друга игра на среќа ја добиле или не ја добиле. Кога знаеме дека повозрастните луѓе одат во трафика да проверат во весник дали се евентуално добитници на награда. И сега вие ќе им дозволите да наградите бидат објавени само онлайн и некој од 60 години кој што купил тикет нема да може да провери, бидејќи не користи интернет или ќе треба да бара некој од семејството да тоа му го провери наместо него. Глобите, почитувани, се навистина енормни. 5.000 евра е за правно лице доколку не обезбеди надзорен информацијски систем преку кој се поврзани сите автомати за игри на среќа. Навистина сметам дека е несериозно доколку повторно управата за јавни приходи е виновникот зошто тие не се поврзани во целосен систем, да казните им се изрекуваат на правните лица кои што ги приредуваат игрите на среќа. И она што е навистина спорно е фактот дека правите монопол од државната лотарија на Република Македонија. Навистина не знам друга држава во која што не се дава на една институција, на една организација или на едно правно лице да држи монопол во организирање на игри на среќа на интернет. А згора на се да таа институција, односно таа компанија е во надлежност на владата на Република Македонија. И потоа ќе се чудиме зошто господинот Филе ги уфрли пазарната економија во критериумите, нешто што мислевме дека е завршено уште во раните 90-ти години, дека со серија на подписи супад во приватните пензиски фондови, супадот во приватните компании кои што екзистираат во Република Македонија, вие почнавте не социјалистички, туку асли комунистички упад да правите во пазарната економија. Заради тоа, почитуван заменик министер, сметам дека доколку вие немате доблест ваквите спорни законски решенија да ги повлечете, дека треба колегите од владачкото мнозинство да смогнат сила и да ви ги одбијат ваквите предложени
измени само поради фактот дека треба да останат доследни на она што го говорат само 6 месеци од оваа говорница.